Вака, значи прво да ви честитам, значи ја Ирлија прва емисија. И баш ми е драго што ете мене ми припадна честа да бидам ваш гостин и така се нели потрефија околностите. Сега може да одговорам на прашањето. Самиот бал, сето тоа што го направивме пред да се случува вечерва во Македонскиот народен театар, сметам дека самиот настан по себе уникатен. И конкретно затоа што тој е уникатен и мене ме прави различна од останатите луѓе и сите оние кои што се со мене заедно во тимот на Дајте ми крилја, кои што го спремаат целиот овој настан. Па знаете како, идејата да ги вклучам овие луѓе кои што се на сцената вечерва заедно со нас, фактички мене ми припадна да го организирам сето тоа, да видам кој ќе дојде, имаше нели и од други страни идеи од луѓето во здруженијето. Меѓутоа јас им се јавив на сите, искрено да ви кажам, ние со најголем дел од луѓето телефонски ги договоривме работите и никој не одби. Единствено оние кои што во овој момент нема да бидат во Македонија, такви имаше само една личност, меѓутоа сите останати прифатија и беа среќни и почестени што ќе бидат дел од ваков настан. Како не може таман работа, значи програмата е навистина прекрасна. Ете, да кажам, на почетокот ќе ја отвори Ирена Спировска, потоа ете имам голема чест и задоволство да кажам дека овој настан, Балот на различности оваа година, ќе биде посебен затоа што на настанот е покровител Маја Иванова, госпоѓа Маја Иванова, сопругата на претседателот на Македонија Ѓорги Иванов. И овој пат не поддржа и Министерството за култура, така да две дами, голема благодарност до Елизабета Канчевска-Милевска и до госпоѓа Маја Иванова за тоа што не поддржа. Потоа имаме значи настап со Михи Џафер и со Владко Лозановски, заедно изведуваме песната Химна за аутизмот, која е изработена од Во мојот свет здруженијето. Значи овдека се вклучени повеќе здруженија за лица со посебни потреби, Трисомнија, Во мојот свет, потоа Раст здруженијето, така да сите ни дадоа да кажеме една поддршка и сите се среќни што се дел од ова. Имаме потоа остварување на многу соништа. Најголемиот сон мислам дека го остваривме на Анастасија. Ете тука значи сте вие заслужни за тоа. Јас само дојдов со сето тоа што ми го раскажа и презентира Анастасија и ме замоли да дојдам кај вас во Елена Лука. Елена како и секогаш ме прими многу убаво и сето тоа што го кажав го ислуша и кажа дека ќе биде секако што сака Анастасија и дека Елена Лука прифаќа да се направи тоа така. И мене ми е многу драго за Анастасија, таа е пресреќна. Значи ќе имаме ревија на Анастасија Чадо, поддржана од Елена Лука, помогната од Елена Лука. Прекрасни 10 дами која што секоја на свој начин, значи ќе се износи креацијата од Анастасија и Елена Лука. И тоа се дами кои што сите се на свој начин успешни во својата професија. Не би ги кажувала сите поединечно, затоа што можеби многу време ќе одземе, ама ете би истакнала дека и во самата ревија имаме, иако ревијата е на лице нели со посебни потреби, Анастасија иако ние така воопшто не ја доживуваме, и во ревијата исто така Оливера Накова Бикова која што освои злато на Параолимпијадата за Македонија, прво злато, значи прво место во стрелање, во пукање, значи стрелаштво, со тоа што таа е првак во светот, значи не само нели светски првак. И сме горди исто и на тоа. Потоа тука се Борис Трајанов, Весна Гиновска, нели тоа се одлични имиња, гласови, луѓе познати во не само во Македонија и подалеку. Тука се Гаро и Дихита Ветјан, кој што ете така навистина кога им се јавив исто така беа воодушевени од идејата и сакаа да бидат дел од овој настан. Тамара е тука, Калиопи, која што ете денеска само што пристигна од Белград и веднаш ќе дојде на настанот, учествува во Твое лице звучи познато и доаѓа кај нас да гостува. Таа настапува со 15 дечиња кои што се членови од Трисомнија. И имаме значи уште точки на Виктор Тошевски, Даниел Тошевски, Ема Ананиевска, Мерсиха, јас настапам што се една точка. Имаме прекрасни водители Гораст Цветановски, Тони Михајловски,
нив ќе ги придружуваат уште 2 деца кои што заедно со нив ќе водат и така. Да ви кажам, јас не сум ви некој репер за тоа, затоа што сум во приказната. Значи, едноставно цело време го правам тоа и пробувам да симнам некои бариери, пробувам да направам нешто, да поместам некои норми, да се избориме за некои нови закони, нови погледи на светот. Мислам дека да, со самото тоа што постои овој настан, што веќе јавно имаме еден ваков величенствен, еден стварно сум многу горда на балот на различности, настан, мислам дека со самото тоа веќе се прават големи чекори, големи работи. Сега, понатаму, од нас зависи. Најмногу зависи од високите инстанции, значи да кажам од институциите, колку брзо ќе ги решаваат нашите проблеми на родителите и на лицата со посебни потреби на родителите и на лицата со ретки болести, и од самите родители. Поактивни, поздружени, посилни, така сме, значи секако. Затоа што силата е во различноста, морам да ви кажам, меѓутоа силата е во здружувањето. Секогаш кога имаме повеќе бои во една просторија, можеби поубаво ќе биде за око. Така и секаде, значи едноставно не можеме сите да бидеме исти. Овие луѓе се значи среќни со многу малку и јас вечерва сум среќна што нив ќе ги направиме среќни и публиката во салата им подаруваме навистина среќа и мислам дека тоа сакам тоа да остане така и понатаму и да се случуваат вакви моменти и да им дадеме шанса на овие луѓе да бидат среќни. Дефинитивно. Небитно кај живеете. Демократски општества има многу на планетава, значи не е тоа нешто ново. Многу е тешко да се биде различен. Меѓутоа таму каде што сте различен, секогаш имало проблем. Предпоставам дека различноста секогаш била, ако ја нарекуваме проблем, предизвик, не знам, во било кое време на живење. Различноста е креативна работа, бидејќи различити умови, различити идеи може да доведат до една генерална идеја. Различност или јас би рекла оригиналноста, можеби, нели секогаш им припаѓа на најдобрите. Сметам дека животот е исклучително здодевен ако сме сите исти, ако сите размислуваме исто, ако сите го живееме истиот начин на живење. Тоа се луѓе револуционери, пионери во некои делови, луѓе кои што брануваат јавноста, понекогаш излегуваат со нови концепти. Конформизмот никогаш не ми бил близок, бидејќи не го почитувам. Не сум работел никогаш комфортно нешто, никогаш не сум се чувствувал така, освен во уметноста, односно на сцена. До тогаш немало конформизам, бидејќи креацијата не го дозволува тоа. Мислам дека сега има поголема понуда на тоа што луѓето гледаат, што можат да превземат, каков стил да негуваат. Мислам дека има повеќе извори на информации. Носат свежи идеи, уникати, нови информации. Би рекла, тоа се двигатели на општествата. Љубов. Едноставно, сите сме луѓе и останува да бидеме поврзани, затоа што само со многу љубов и многу среќа ќе имаме поголеми резултати. Со помош на неа ќе ги прескокнеш сите бариери, ќе ги спуштиш сите кочници. Не можеме сите да бидеме исти. Овие луѓе се значи среќни со многу малку. Јас може да се третирам како човек со посебни потреби. Не сакам да ме жали никој, тоа е едно бедно чувство според мене. Зошто луѓето со посебни потреби да ги третираме дека се со посебни потреби? Дај ми шанса, па може да се изборам за свое место и да докажам колку сум способен. И сите ние сме различни. Немојте да ме сожалувате, дајте ми шанса. Тие се најнормални луѓе со различни потреби, како сите различни луѓе. Да останеме луѓе пред се. Искрено се надевам дека ќе допре, не знам колку широко ќе допре, точно до која. Сигурно дека допира до оние до кои што треба да допре, на кои што им е битна. Допира до оние на кои што им значи и тоа е многу битно. Не мислам дека целата јавност може да се нарече дека ова ја засега. Мислам дека постојат луѓе кои што едноставно не сочувствуваат. Особено кога се во прашање дечиња би требало да допре до секој поединец. Може би ваквите настани допираат до одреден број на луѓе, но не до сите. Хуманоста е одлика на богатите луѓе и тоа во светот барем е така.
Иако некако повеќето тоа го прават јавно. Во театарската уметност се вели кога нема публика во театарот, дали допира представата до кого допира кога нема публика, се вели возот оди за еден. Кога ќе треба конкретно нивното дете да дојде во допир со како да го наречеме со различно, така, тогаш за жал најдуваат проблемите, така. Значи, окей, поддршка од страна, меѓутоа си го заштитам јас моето дете за нешто да не му се случи. За жал не би требало така да размислуваат. Апсолутно, на секој чекор, јас сум еден вид стереотип. Не многу, сега особено не, веројатно како сум се легнала на брашното. Секој од нас нешто копира во животот, од некаде извлекува поенти кои му се битни, извлекува дури начин на однесување, размислување, дали е тоа од книги, дали е тоа од луѓе. Тоа може би порано кога ми биле по бунтовничките години. Тогаш, особено, нели, сакаш си различен. За жал, со текот на годините некако омекнуваш, сакал некој, се втопуваш во тоа, некој сивло, само така имаш некои проблесоци кога сакаш да си башка, кога се доживуваш башка. Не сум имала, можеби не сум толку различна за да имам некакви проблеми, но познавам, за жал, многу луѓе кои што ги имаат таквите проблеми. Се до тоа се стереотипи, нели, на некој начин. После одредено време многу работи стануваат стереотипи. Затоа и реков дека јас сум стереотип, после 47 години сум стереотип.
Колку лично и професионално ве мотивира наградата Супер бренд за 2013-2014 година? Реално сум многу пријатно изненадена дека ја добивме оваа награда. Би кажала па и добро и нескромно, можеби навистина ја заслужувавме. Ние сме првиот македонски бренд кој што во Македонија до сега го добил ова престижно признание. И едноставно тоа е верификација сепак за еден труд. И мислам дека сме на вистинскиот пат, онака како што Елена Лука ја води целата политика на работење, и можеби беше еден логичен расплет, еве и оваа награда се најде во делот на сите други признанија кои што Елена Лука ги добила. Според вас, кои критериуми треба да бидат исполнети за да се добие ова престижно признание? Секогаш треба многу работа, основно. Природно мора да имате одлична идеја, одличен тим кој што ќе стои за сето тоа да се реализира, континуитет во работењето, љубов кон тоа што го работите. И мислам дека трудот на крај ќе ги донесе овие резултати кои што еве Елена Лука денеска ги ужива. Бидејќи сме при крај на оваа година, кажете ми кои беа најзначајните моменти за Елена Лука за изминативе 12 месеци? Најзначајни моменти? Би кажала дека ние сме интересен тим кој што секојдневно можеби има значајни моменти. Секојдневно работиме многу проекти. Не би можела ништо посебно да издвојам. Значи, мене ми се посебно драги тие што се, да кажеме, професионални тековни обврски кои што Елена Лука ги работи, меѓутоа од друга страна се многу битни и нашите хуманитарни активности кои што ги работиме заедно со некои други институции. Така да правиме фини нешта. Во моментот работиме костюмографија исто за една одлична театарска представа. Значи, костюмографијата е една посебна провокација да се работи во модата. Ние направивме бизнес колекцијата, направивме колекција личен. Тоа е една прекрасна исто колекција, многу интересна. Многу работевме, не знам што да речем, многу работевме. Работевме толку колку што треба, едноставно што треба да работите кога веќе се занимавате со бизнес. Мора да се работи, ако сакате да имате резултат. Колку организацијата Супер бренд влијае на развојот и квалитетот на македонскиот пазар? Организацијата Супер бренд, како меѓународен глобален брендинг организација, се обидува да направи една брендинг дисциплина на секаде, на сите пазари каде што е присутна. Во изминатите 5 години, колку што е Супер бренд присутен во Македонија, мислиме дека се овозможи брендовите да добијат свесност, односно компанијата да добијат одредена свесност за тоа колку е брендот битен во нивниот бизнис.
Според вас, кои критериуми треба да бидат исполнети за да се добие ова престижно признание? И според мене, и според организацијата Супербренд, постојат 4 основни критериуми кои треба еден бренд да ги исполнува да се одвојува од конкуренцијата, да биде подобар конкуренцијата. Тоа се критериумот за квалитет, критериумот за сигурност, критериумот за различност и критериумот за емотивно чувство што го буди брендот кон потрошувачот. А какви бенефиции уживаат брендовите кои што го добиле престижното признание Супербренд? Како што гледате, една од бенефициите е во најновата книга. Сите македонски брендови ќе се најдат во едно друштво со најдобрите брендови од регионот. Тоа е на едно регионално ниво, а ако знаеме дека Супербренд е присутен во 90 земји, автоматски со тоа станува дека и овие македонски брендови стануваат дел од тоа големо друштво на Супербренд со целиот свет, од тие 90 земји. A brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.